Меđutim, ono što bi sakal da го потенцирам е секако оној, за мене лично, поинтензивен, за она поинтензивна средба меѓу звукот, шумот и сликарството. Мислам дека сликарот е отворен на шумовите исто како и на температурата, и се сеќам дека исклучително значајно беа известни музички оркестрации на инсектите, како би рекол, на галичица, на некои суводолици, под Велес, на скрежовите покрај море. Мислам дека тие страшно ја интензивираат визуелноста и дават силна звучност, провоцираат состојба каде што боите како да радираат. Во таа смисла, музиката и сликарството соработуваат изразито жестоко. Од друга страна, додека го правев Кочани, постојано слушав за некои композиции известни мелодии, да кажеме Црна се чума зададе. Тоа ми беше почетниот звук за фризот за Илине кога го правев. Не знаев што ќе предизвика тоа, меѓутоа постојано ми шумеше тоа и конечно излезе она средновековна ламја која е централна тема на фризот за Илине, така да историските елементи се збија околу таа основна тема која, велам, произлезе музички. Монументалната уметност е секогаш врзана за извесен концепт. Дали ќе биде религиски или профан, веќе е второстепено прашање. Меѓутоа, еден поттикнувач основен секако дека мора да постои. Мислам дека е битна разликата на едно друго време, кое ни ги дало најголемите наследства токму на ова подрачје на уметноста, во однос на положбата на современиот уметник, бидејќи религијата ја загубила својата кохезиона сила или фундаментална сила која на уметникот му давала сигурност дека оди во една насока, во секој случај потребна и социјално верифицирана насока. Од друга страна, современиот уметник, а секако и јас во положба на таков уметник кој има шанса да оствари монументално дело, не може да ја прескокне, ми се чини, основната своја исхрана, историјата на сопствената уметност,
создавањето во минатото токму на ова подрачје. И се разбира дека како човек на ова тло не можев да ги одбегнам и во овој случај, во овој концепт, на овој споменик, наследствата што тука живеат, што веќе се навикнале, како би рекол, на ова светлина. Почнав, може би несвесно, со некакви доживувања на каменот и на светлината како една иста материја. Тоа значи живееше и Стоби во мене и Хераклеа, а од друга страна чувството на храм мораше да се спои со она што го знам за Света Софија, за Курбиново, за Нерези, за се она што е направено во нашето минато. И со оглед дека ритуалот религиозен не е основата на овој објект, мораше негде концептот за животот и концептот за уметноста да се спојат. Мислам дека во основата на уметноста стои чувството на игра и чувството на празник. Од тука ова отвореност на овој објект, од тука отвореноста кон светлината, од тука она што од самиот почеток, кога почнавме со архитектот Радко Радженовиќ, сите можни продори на сите сензации и на сите чулни елемента што не обкружуваат, им допуштивме да влезат, им допуштивме да се дружат со она што е во известна мера и животно, но исто така во известна и тоа голема мера и сакрално. Memorijalna realizacija Čemerskog u Kočanima ide u sam vrh naše memorijalne umetnosti. Ja nosim jedno osjećanje nelagodnosti što ta izvanredna kreacija nije dovoljno poznata, nije prošla kroz literaturu, čak dovoljno ni u Jugoslaviji, a pogotovo nije prošla kroz državnu propagandu, jer mislim da bismo sa takvim spomenikom mogli da se pohvalimo pred svetom. Njen značaj te realizacije je upravo u tome, između ostalog i u tome, što dolazi u jednom trenutku, što je ostvareno u jednom trenutku kada je počela neka kriza našeg memorijala, kad smo manje više se zamorili i rekli smo što smo na tom sektoru imali, da kažemo. Tako da je ona otvarala nove mogućnosti i još uvijek ih otvara. Ponavljam, veoma visoko kvalifikujem to delo, a doživeo sam ga jako duboko, jako impresivno, jednog februarskog dana, jedno predvečerje sa Čemerskim obilazio kroz kompleks, prolazio, zadržavao se. To nije spomenik koji se može obići za nekoliko minuta, za 10-ak minuta. On apsorbuje čoveka, prihvati ga, nameće mu da po njemu luta, razmišlja, traži. Tako da upravo u takvom jednom ambijentu može da razmišlja i o revoluciji, i o žrtvama rata i o jednoj izuzetnoj umetničkoj vrednosti koja ih beleži. To je slikarstvo koje je dobilo svoju treću dimenziju, pomešalo se, integrisalo se, sojuzilo se, spojilo se potpuno sa arhitektonskim oblikom na način na koji su to nekad morale biti intenzivno integrisane veštine prilikom građenja starih kritskih palata. Ja tako zamišljam unutrašnja dvorišta kritskih palata, tamo gde su se i slika, i freska, i arhitektonski oblik povezivali u jedinstvenu i nedeljivu celinu. To delo je moderno, ono je moderno u svom intenzitetu, u svom izrazu, a ono je u isti mah i vrlo starovremsko, ono nas vraća u klasiku i u predklasiku i podsjeća nas da su nekada i stari antički sklopovi i stari antički hramovi bili bojeni. Nama to danas izgleda čudno jer ih znamo u beloj varijanti. Već i sama ta činjenica, pored svih ovih navedenih, govori o tome da je to delo izuzetne originalnosti
i da bi apsolutno bilo neophodno da bude bolje propagirano i da se sa njime prikažemo u jednoj oblasti u kojoj smo inače već dosta dali.